Дали Македонија ќе ги продолжи преговорите со Европската Унија зависи исклучиво од власта, смета лидерот на СДСМ Венко Филипче. Тој понатаму тврди дека токму затоа власта има обврска да го распише референдумот што тој го бара за уставните измени. Без конкретно да одговори дали СДСМ е сигурна дека уставните измени се последно барање од Софија и Брисел, Филипче одговори дека билатералните прашања не се дел од преговарачката рамка. Власта има обврска да распише референдум, затоа што нема право да го запре европскиот пат на земјата, затоа што излажаа дека ќе обезбедат подобра преговарачка позиција и никогаш не кажаа дека ќе облокираат европскиот пат на земјата. Дали ќе ги продолжиме одговорите зависи од власта. Ова власт очигледно не сака. Ги плаши граѓаните дека е загрозен јазикот, идентитетот и не знам која друга идентитетска одредница на македонскиот народ, со цел да не се направи чекорот кој што не носи никаков ризик, а тоа се уставните измени. Така да, билатералните прашања со било која земја членка на Европска Унија не се никако дел од нашата преговарачка рамка. И тоа граѓаните мора да го знаат. Лидерот на СДСМ и понатаму обвинува дека власта ваквите анти-ЕУ потези ги прави во корист на други држави. Филипче на Конгресот на коалицијската НСДП побара и окрупнување на опозицијскиот фронт со цел, како што вели, да биде поразена актуелната власт, а државата да се врати на европскиот пат. Од ВМРО ДПМН пак велат дека СДСМ игра за туги бугарски интереси. Од владеачката партија му порачаа на Филипче да му пренесе на Радев дека Македонија без гаранции од ЕУ нема да спроведе уставни измени. Филипче на својот бугарски претседател да пренесе дека очекуваме испорака на пресудите од Страсбург. Македонија поради лековерност и погрешните политики на Социјалдемократскиот сојуз, предводени од Зоран Заев и Венко Филипче, плати прескапа цена со промена на уставното име на државата. Затоа, овој пат, уставни измени, без јасни, цврсти и писмени гаранции во форма на заклучоци од Европската Унија, нема да има. Уцени и диктати, како што биле прифаќани досега, со новата влада предводена од ВМРО ДПМН нема да има. Македонија и граѓаните немаат право повторно да бидат излажани. Премиерот Мицкоски вчера порача дека е загрижен од ставовите на новата бугарска влада по однос на македонските евроинтеграции. Тој смета дека Софија врши уцени и политички притисок во врска со уставните измени, но дека владата нема да ја игра таквата игра и дека без одстапки од Бугарија нема да преземе ништо, независно од политичката цена. Катерина Нешкова, Сител телевизија.